Градоначалникот Николчо Илиев ја собра пола влада на официјалната завршница на изградбата на патот од Оризари до манастирот Пресвета Богородица Балаклија, кај местноста Добра вода. На символично допуштање во употреба на оваа сообраќајна врска присуствуваа заменик председателот на владата на Република Северна Македонија Љупчо Николовски, министрите за внатрешни работи и за транспорт и врски Оливер Спасовски и Благој Бочварски, заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Трајан Димковски, директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој Никица Бачевски и директорката на Центарот за развој на Источно-планскиот регион Зуица Ангелова, како и митрополитот на Брегалничката епархија Господин Иларион. Успеавме да реализираме иницијатива на жители од Оризари стара 3 децении и на тој начин да градиме доверба и задоволство кај граѓаните. Оваа сообраќајница ја олеснува комуникацијата и создава нови можности за рурален развој, туристички и земјоделски и ја потврдува нашата заложба за рамномерен локален развој, рече Илиев. Градоначалникот истакна дека реализираните проекти се резултат на постојното зголемување на капиталните инвестиции во буџетот на општина Кочани. Илиев додаде дека во 2021 година 65% од основниот буџет или 190 милиони денари се наменети за капитални инвестиции, со кој што Кочани ќе го смени ликот и ќе ги подобри условите за живот на сите граѓани. За изградбата на патот се заблагодари домаќинот на манастирскиот комплекс Добра вода Стефан Смилков, кој истакна дека патот ќе го заживее манастирот и во него ќе доаѓаат и верници и туристи преку целата година. Патот од Оризари до Добра вода е во должина 2 км и ширина 3,5 метри. Неговата изградба е со проект на Центарот за развој на Источно-планскиот регион, а средствата се одобрени од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој преку мерката 323 со кофинансирање и од општина Кочани, а во вкупен износ од 14 милиони денари.